Време за првиот разговор во студиото на Македонија утрово и со мене во студиото се две прекрасни дами кои што веднаш ќе ги поздравам и ќе им посакам добре дојде во Македонија наутро. Со мене се Гордана Димевска, дипломирана медицинска сестра, специјалист по интензивна нега, и Андроники Бибовска, медицинска сестра за едукација и тренинзи. Како сте утрово? Добро утро. Утрово, малку уморни од синокешната прослава, меѓутоа во топ форма како и секогаш мора да сме издржливи. Прослава во чест на денешниот ден, 12 мај, кој што се одбележува како Меѓународен ден на медицинските сестри. Нека ви е честит денот и секако убави можности да имате во иднина во рамките на вашата професија, која што пред се е хумана професија, која што овозможува подобрување на здравјето и животните услови за пациентите со кои што работите. Денеска се слави придонесот што го даваат медицинските сестри во здравството, иако одиме со статистика, скоро 50% од здравствените работници се медицински сестри и акушерки. Што значи за вас оваа професија? Посебно горда, што сум медицинска сестра, тоа не е професија, тоа е животен стил. Так. На многу мала возраст, на 14 години веќе знаете што сакате. Вашите насоки се кон тоа да бидете хумани, да бидете целиот свој живот посветени, да знаете кои се вистинските вредности на човекот и да знаете дека нема цена од онад некој да ви го посвети вашиот живот и вашето здравје. Јас знам дека болницата во која што работам, клиничка болница Аџи Бадем Систина, е онаа болница која што уште од првиот ден, мој работен ден во таа болница, ми даде можност да се искажам во својата професија не само како единка, туку како дел од тим. Горда знае, ние соработуваме со незината државна установа, дека тимската работа во нашата професија е најбитното нешто. Гордана, за вас оваа професија исто значи животен стил? Апсолутно, медицинската сестра е најнеопходната алка. Она е таа што ги поврзува пациентите со лекарите и е многу важна. Значи не само во здравствениот систем како целина во болнички во здравствени установи, туку и во останатите здравствени мрежи кои ја сочинува здравствената мрежа, нели, здравствените домови и останатите поликлиники. Сестринството е важна алка во обезбедување на високо квалитетен третман и нега на пациентите со кои што работите. Споменавте дека ова не е професија, ова е животен стил и дел од хуманоста кој што е дел од вашиот живот. Меѓутоа, секоја професија, па и вашата, сестринството има свои предизвици. Со кои предизвици се соочувате во текот на работниот процес? Апсолутно дека има свои предизвици. Значи најчесто сестрите се соочуваат со подолго работно време од она што е нели нормално, повеќе од 8 часа на работните места, негдека достигнуваат и до 24 часа. Значи една смена да биде, потоа значи тоа е сетото опторување како физички така и психички. Затоа ние со помош на Секретаријатот за здравствена мрежа за Југоисточна Европа на вчерашниот ден поделивме еден флаер кој што го има истакнато баш професионалното согорување за секоја една сестра да си се пронајде, значи себе си, дали има вакво согорување кај себе, затоа што понекогаш оној замор кој го чувствуваме после работа, она срцебиење, не можеме секогаш да го препознаеме дека тоа е уствари оптовареноста на нашите работни места. Мораме да споменеме дека во текот на вчерашниот ден, синоќа, вие практично ја одбележавте, ја направивте прославата во чест на одбележување на денешниот ден. Како си поминавте и што се случуваше на ова одбележување? Свечено и убаво. Можност да се видиме сите меѓу себе, сестрите, медицинските сестри, техничари, акушерки од целата наша држава. Убаво е чувството кога сте наградени за трудот што го вложувате не само во една година од работниот стаж, туку воопшто во целата ваша професија. Имавме можност да слушнеме колешки и најбитниот дел од прославата беше настапот на медицинските сестри ученички. Тоа се нашата иднина, нашата гордост. Јас бев фасцинирана од она што го видов на самиот настан и знам само една работа, тоа е дека медицинската сестра и на прославите, и на оние работни позиции, секогаш е ведра, расположена и знае да направи удмава атмосфера. Секогаш.
И сега мораме да споменеме, бидејќи се уште сме во период на пандемија од COVID-19, вие всушност и бевте во првите борбени редови, обезбедувајќи високо квалитетен третман и нега на пациентите болни од COVID-19. Како се справивте и како го поминавте тој период? Нашата клиниката од која доаѓам, Универзитетската клиника за неврологија, неполни 2 години беше трансформирана, значи во ковид центар. Огромен предизвик беше како за мене, така и за останатите колешки, затоа што ние работиме сосема друга патологија која што е врзана со мозокот. Овде веќе се работеше за белодробни заболувања, преку обуки интерни, меѓусебни, значи со надополнување успеавме да го надминеме, значи тој така наречен предизвик. И бевме многу горди што огромен број на пациенти успеавме да ги испратиме дома со семејствата. Сега мораме да истакнеме дека медицинските сестри сега се препознаваат како високо специјализирани професионалци со широк опсег на вештини, што значи низ годините се повеќе се унапредуваше и образовниот процес и едукацијата низ која што треба да помине една медицинска сестра за да стекне високо образование и стручност за работа со пациенти. Да, медицинската сестра претрпе многу промени. 21 век покажа дека мултидисциплинарниот пристап кон лекувањето на пациентите е нешто што бара многу поголема наобразба на медицинската сестра и поголема едукација. Моето работно место бара да бидам продолжена рака на медицинските училишта од нашата држава, за да би можеле медицинските сестри да имаат едно учење во континуитет. Што тоа значи? Тоа значи дека медицинските сестри, без разлика дали работат како едукатори, одговорни сестри или сестри на одредени позиции, одели и оделенија, имаат за задача уште од првиот работен ден на оние новопримени медицински сестри без или со работно искуство да им овозможат континуирана едукација, да се ориентираат и да се прилагодат кон новото работно место. Успеваме да им помогнеме, успеваме да им покажеме дека едно научено нешто не е за секогаш и дека во континуитет треба таа сестра да нарасте и да се наобразува. И сега јас би додала кога сме кај образованието дека денес да се стане медицинска сестра не се бара само 4 годишно средно образование во средните медицински училишта како што беше тоа порано, туку и 3 годишни стручни студии во високото образование и едногодишни постдипломски стручни студии и екстремен фокус и посветеност, што е многу важно. Апсолутно, да, работите малку се трнати на напред, нели нашата држава е една од земјите кои што чека членство во Европска унија, таму европската сестра е на ниво на малку повисоко образовно ниво. Нашата држава го следи тој тренд, значи веќе уназад 20 на години се образуваат такви сестри, кои што после завршување на средното медицинско или било кое друго гимназиско училиште, го продолжуваат своето образование на тие 3 годишни стручни студии, а исто така од неодамна им се укажа и можност да можат да се специјализираат во одредена област. Јас би сакала да истакнем и дека денес медицинските сестри работат со широк спектар на специјалности и поставки, од медицински сестри кои што се вклучени во настава, преку медицински сестри кои администрираат вакцини и секако вршат патронажна дејност со високо специјализирани медицински сестри кои помагаат во одлуките за обезбедување на соодветна и сигурна здравствена заштита. Станува збор за навистина еден широк спектар кој што бара навистина добра едукација и висока стручност. Да, современата медицинска сестра веќе знае да препознае состојби. Знае да направи свои проценки и свој ред проценки, знае да води комплетно медицинско досие на еден пациент и што е најбитно, знае да направи прорачунки за ризик на одреден вид на болни. Таа не е само едукатор, таа не е само некој кој што пружа лекување и нега, туку таа има и соработка и едукација и на семејствата на пациентите. Не можете да дојдете на работа и механички да ги извршувате работите, секој наш ден е нов ден. Секој ден е поинаков, секој ден се справувате со нови предизвици. Мора да се психички спремни и да имате добро образование и што е најбитно во сестринството, многу добро обработена пракса. Практичната настава е најголемиот дел од нашата работа. И тоа што го споменавте, многу често се случува
токму медицинските сестри да бидат првите со кои што еден пациент кој што има некако здравствен проблем ќе стапи во контакт и медицинската сестра е таа која што треба да даде првична оцена и да реагира вистински, на вистинскиот начин, во вистинско време за да му се помогне на пациентот. Тоа се навистина чувствителни, меѓутоа и стресни ситуации, како да одреагират. Апсолутно дека се стресни, значи стравот од губиток на близок, на блискиот свој го менува однесувањето на човекот. Често се соочуваме нели со агресивни пациенти, понекогаш нели дојдени од слави, веселби, па и во алкохолизирана состојба. Значи максимално се трудиме да ја контролираме ситуацијата, нормално дека секогаш има и отстапки од целата таа работа, меѓутоа се во правец да се смири најпрво семејството за да може да му се укаже соодветна помош на пациентот. Семејството во тој наплив на емоции заборава дека носи понекогаш дури и болно лице од судирот, барем на државно ниво, секогаш е така малце поагресивен во такви стресни ситуации. Споменавме дека високо квалитетен третман и нега на болните, односно на пациентите е ваша примерна определба и постојано ви е таа главната цел. Но за да го остварите сето тоа потребни се и услови. Какви се условите во кои што работите? Што ви недостасува? Со кои проблеми се соочувате во процесот на работа? Значи, покрај должината на работното време, значи ние се соочуваме и со недостаток на медицински сестри, значи немаме утврдени стандарди колку ние како бројка треба да бидеме на одредени работни места. Значи, јас ќе спомнам дека 2013 направивме еден пилот проект преку нашето Сдружение за медицински сестри, техничари и акушерки на Македонија, во кој што преку одредени проценки се утврдуваше потребата на здравствената нега изразена во часови, која што кај еден пациент ја имаме. Значи ги поделивме пациентите во 4 категории, со тоа што првата категорија е најлесната категорија, каде што пациентот е самостоен, сестрата има на пример обврска околу него да направи некоја снимка, евентуално ЕКГ или да му ја подели таблетарната или ампуларната терапија, тоа е до 6 часа. Втората група е до 12 часа, значи активна нега. Третата група е до 18 часа и најтешките пациенти, тие се 24 часовно зависни од друг, тоа се тешки пациенти кои што се на карел или било која друга интензивна, кои што се на зависни од апарати и потполно зависни од друго лице. Значи таму треба да биде односот една сестра еден пациент. За жал кај нас така не е, па се доаѓа во ситуација да една сестра се грижи дури за 7 такви пациенти. Или пак во оделенијата каде што треба да и биде една сестра на 8, една сестра се грижи за 30 пациенти. Значи таквиот недостаток, значи прво не исцрпува физички, оти не сме можни толку да постигнеме, понатаму психички, затоа што треба да си максимално сконцентриран за да пружиш соодветна нега, некако како што со концентрацијата на првиот, така и на последниот. Понатаму нели семејството, судирите со семејствата, додека си во една соба не си присутен во другата соба, се може да се случи, не да може да падне пациентот. Така да не само здравјето и безбедноста на самите нас како медицински сестри, меѓутоа и здравјето и безбедноста на пациентите исто и како зависат од бројот на медицинските сестри на работните места. И конечно, какво е чувството кога ќе видите оздравен, среќен и задоволен пациент на кој што сте успеале да му помогнете? Нема нешто поубаво на светот од тоа да видите дека некој е задоволен од вашата работа. Пандемијата покажа дека имаме потреба од една сплотеност на целокупниот медицински персонал, меѓутоа и покажа дека пациентите секогаш беа најблагодарни кон работата и насмевката на медицинската сестра. Без разлика што последните 2 години моите колешки постојано беа во скафандери, маскирани со маски, со визири, со комплетна заштитна опрема, пациентите и покрај тоа што не ги гледаа нивните лица, ги гледаа нивните очи и успеваа да видат таа топлина, таа хуманост и таа пожртвуваност на медицинскиот персонал. Јас само ќе додадам, додека сме здрави имаме милион желби, меѓутоа кога сме болни имаме само една да оздравиме. Точно, точно. Да имаме што е можно помалку болни луѓе, да царува здравјето колку што е можно повеќе, да не се соочуваме со вакви проблеми и секако како што е пандемијата и секако медицинските сестри да имаат помалку работа и помалку пациенти. Јас уште еднаш ќе ви го честитам 12 мај, меѓународниот ден на медицинските сестри, поддршка за сестринството и оваа хумана професија и
овој еден ден само нека биде едно подсетување за тоа што медицинските сестри како здравствени работници го работат 365 дена во годината. Која ќе биде вашата порака до нашите гледачи утрово? Мојата порака е грижите се во превентивата за да немате работа во лекувањето. Така. Грижите се за своето здравје, тоа е нешто најбесценето. Јас би сакала само да се заблагодарам за учеството во емисијата од името на Сдруженијето на медицински сестри, техничари и акушерки на Република Македонија. Исто така сакам да се заблагодарам на господја Мира Дачич, која што е председател на секретаријатот на здравствената мрежа за Југоисточна Европа, без чија помош не би можеле да издадеме оваа брошура. Благодарам многу за гостувањето утрово, ми беше задоволство. Благодариме.